Почитувани, се случи уште еден фемицид во Велес поради непостапување на институциите. Како партија која ги донесе законските измени со кои фемицидот за прв пат е препознаен како посебно кривично дело, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија остро реагира на фактот дека и покрај јасните законски одредби, власта не успеа да ја исполни задачата да заштити човечки живот. Законот не е украс на хартија. Законот е правна и институционална обврска. Ако институциите на власта дозволиле жена да биде убиена, иако со месеци пријавувала, тоа значи кривична и политичка одговорност. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара оставка од Панче Тошковски и кривична одговорност за секој службеник кој со своето непостапување придонел за да се случи ова злосторство. Бараме итна и независна истрага за институционалните пропусти. Не смее да има полициски службеници или кој било друг вклучен во системот на заштита кој ќе се сокрие зад бирократски оправдувања. Секој кој не постапил, а имал должност и обврска, мора да сноси последици според законот. Целосна и доследна примена на националната стратегија за превенција со обврзувачки протоколи и механизми на одговорност мора да има. Зголемувањето на случаите со фемицид во изминатите 15 месеци е особено загрижувачки. Особено тешко е затоа што се случува во време кога владеачкото мнозинство, предводено од ДПМНЕ, не само што не гради институционални механизми за заштита, туку напротив, ги брише. Со последните законски измени, тие ја избришаа категоријата родово базирано насилство од формуларите за пријави на булинг. Со тоа испраќаат порака дека ваквото насилство не постои. Тоа е директно охрабрување на насилниците уште од најрана возраст. Животот на секоја жена мора да биде заштитен од страна на државата и институциите. Држава што не ги штити жените е држава што ги остава на милост и немилост на насилниците. Тоа мора да престане веднаш. И во еден ваков контекст, уште потешко е да се гледа како луѓе блиски до власта си дозволуваат да навредуваат и понижуваат жени. Миленко Неделковски, повеќе деценискиот мегафон на ДПМНЕ и актуелен извршен директор на ФК Вардар, изрази вербално насилство и изрече навреди кон жена, со што покажа длабоко непочитување кон достоинството на сите жени. За такви личности нема место во спортот, треба веднаш да биде разрешен од функцијата директор на најтрофејниот македонски клуб и да му бидат изречени соодветни санкции. ДПМНЕ не смее да молчи и да го брани Неделковски. Молкот значи соучество, премолчувањето е охрабрување на понатамошно насилство. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги поддржува денешните протести и повикува на гласност. Нашата порака е јасна. Нулта толеранција кон институционалното непостапување и кон говорот на омраза. Благодарам.